Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Одборот на бранители не заборава одбележени 23 години од нападот на полициската станица во Тетовско Теарце во 2001 и загинувањето на полицајецот Момир Стојановски. Ќе бидете изненадени кога ќе ги слушнете имињата. Министерот за внатрешни работи Спасовски објави дека се уапсени 7 члена на криминална наркогрупа која вршела и убиства. Задолжителни се лектори во институциите и во медиумите. Со аплауз и едногласно е донесен законот за македонски јазик. Тетовчанката Катица Мишеска, оперска певица со кариера во Италија. За само 24 часа 30 на тетовчани скршиле рака или нога поради лизгање на снег или мраз. А на самиот почеток, ако имате дилема како се живее во вашиот стар крај, ќе ви прочитам еден пост на хирург во Македонија. Дежурен цела ноќ од 20 часот навечер до 8 часот наутро. Кралица на медицината била хирургија, а титулата ја добила по тежината на пациентите и негата околу нив од нас, професионалците, што треба да им ја дадеме. И да, така е. Еве, јас имам 28 пациенти, тешки, исклучително тешки, денес оперирани од интензивна излезени, а веќе имам и 2 приема на итни случаи од другите градови, затоа што ние ја покираме целата држава, буквално целата. А сега да ја видиме нашата вечера и колку тоа се грижат за нас, ние кои треба да се грижиме за вас и вашите блиски. Еве, ова е таа една, ама висококалорична кифла од 8 сантиметри со наградна игра внатре во неа, а се вика најди го сиренцето. Јас имам среќа, па неколку пати го имам најдено. Навистина има урда внатре, верувајте ми, со свој очи ја имам видено. Германио, чекајне, утре уште еден автобус со медицински персонал трга натака и така секој ден по ден. И уште бугарите во устав и доаѓаме Европо, пишува неврохирургот.
Македонска, славно минато, ќе не сочува, корен најдлаво, пак ќе потера. Расти високо, дрво рисјанско, ќе те полева, крв македонска, славно минато, ќе не сочува, корен најдлаво, пак ќе потера. Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Marketing. за своите маки да не кажува. Дайте добра песна и добра ракија. За нас тоа не е леко до тешки времиња. Нека ечи нешто весело се живота заигра. Заборавам на маката и тагата. И во ова време, не време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите, како се веселиме.
zdravlje nam je služi, a i pameta, i da mi je živa zdrava familija ta. Bog da mi gi čuva i prijatelji te, na nas koga nije teško kada nije. Neka je či nešto veselo se život da zaigra, barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavanje, neka slušna ti duša manite kako se veselime. Zaigra, barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavanje, neka slušna ti duša manite kako se veselime, kako se veselime. Одборот на бранители не заборава одбележени 23 години од нападот на полициската станица во Тетовско Теарце во 2001 година и загинувањето на полицаецот Момир Стојановски. Момир Стојановски, 29 годишен, загина на 22 јануари 2001 година во полициската станица Теарце, која што беше нападната со ракетен фрлач. Тој ден тешко беше ранет полицаецот Давор Евросимовски, а со полесни повреди се здобија Борче Ѓуровски и Јахи Лика. Одборот на бранители по повод загинувањето на Момир Стојановски одржа пригодно одбележување на 23 години од денот на погибијата со положување цвеќе пред спомен плочата поставена на местото каде што беше порано полициската станица во Теарце, долж регионалниот пат Тетово-Јажинце. Цвеќе положија председателот на одборот на бранители со делегација и помошникот на командир на полициското одделение од Теарце Славчо Божиновски со делегација. Тие што го познаваа Момир секогаш со гордост се сеќаваат на него како човек кого го краселе сите доблести на човека, одличен професионалец и лојален кон својата татковина. Ако се вратиме во историјата, ќе се сетиме дека секогаш за татковината гинеле најдобрите и најхрабрите синови, а таков беше и Момир Стојановски. Вечно ќе бидеме нивни должници, што се уште постоиме и цврсто обстојуваме на ова тло и најмалку што можеме да направиме за нив е да не дозволиме никогаш да заминат во заборав. Тоа е наша одговорност, да живее споменот на нашите јунаци, поради самите нас, нашите деца и внуци, кои треба да учат за вредности на државата и слободата во неа, како придобивка, истакна Марин Најдов, председателот на одборот на бранители. За нападот на полициската станица во 2001 година, одговорноста ја превзеде така наречената Ослободителна народна армија, пошто започнаа повеќе оружени напади врз државните безбедносни сили. Samo za tebe gora mi strada, srce za tebe tropa ko ludo, da li vo čudo veruvaš ludo, srce za tebe tropa ko ludo, da li vo čudo veruvaš ludo. Dojdi do mene, top tam da igraš do mene, dojdi
sve dok koliko mi značiš, ima li način ti moja da si, srce za tebe tropa ko ludo, da li vo čudo veruvaš ludo, srce za tebe tropa ko ludo, da li vo čudo veruvaš ludo. Dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, ne čekaj, doptam će ti dam so tebe, dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, pobrzaj, doptam će mi ne veruvaj. Sama se budiš, sama se mamiš, neka te čeka, veruvaš nekoj, a ja su dušo se koga štuka, delje i noge ne sakam druga, a ja su dušo se koga štuka, delje i noge ne sakam druga. Dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, ne čekaj, doptam će ti dam so tebe, dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, pobrzaj, doptam će mi ne veruvaj. Dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, ne čekaj, doptam će ti dam so tebe, dojdi do mene, doptam da igraš so mene, dojdi, pobrzaj, doptam će mi ne veruvaj, doptam će mi ne veruvaj. Неки ниските температури оваа зима во Тетово отворија повеќе работи за ортопедските оделенија при клиничката болница во Тетово. Таму само за 24 часа 22 граѓани дошле поради фрактури на нозете или рацете. Има зголемување на бројот на повредените од вообичаено поради зимските услови, но воедно и не е некоја голема бројка. Пред се луѓето се повредени во подлактиците кај рацете или подколениците кај нозете. Повредени има кај сите возрастни категории, од децата па се до највозрастните граѓани, вели доктор Ертан Рустеми, ортопед и шеф на одделението за ортопедија при клиничката болница во Тетово. Од општина Тетово во неколку наврати информираа преку социјалните мрежи дека се работи на отстранување на снежната покривка и мразот од улиците и тротоарите. Исчистени се пешачките премини и тротоарите долж булеварот Маршал Тито, а оваа активност ќе продолжи на другите улици и булевари за да се овозможи слободно и непречено движење. По снежните врнежи што ја зафатија целата територија на општина Тетово, екипи од утрински часови се на терен да ги чистат главните и споредните патишта, како и патиштата низ селата на Шарпланина, како и улицата кон викенд населбата на Попова шапка, информираат од општина Тетово. Šaraplanina, praca krošnji razvila, tamo mi je selo to, tamo mi je gnezdo to, tamo mi se mislite, tamo mi se bliskite. Moje to jelovce ovde mi je na srce pod kostelji.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ајде сега. Bisverni, mosta napravak, den da
pesno, da se zatrese sve makedonsko. Silna pesna raskugala žar planina. Oteško od silna pesna raskugala žar planina. Raskugala žar planina. Едногласно со 96 гласови за беше усвоен Законот за македонски јазик, 5 години откако текстот на законот влезе во собраниските процедурални лавиринти и по повеќе месечно амандманско усогласување. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска на собраниската седница на која беше изгласан новиот закон за употреба на македонскиот јазик, порача дека чувајќи го македонскиот јазик ја зацврснуваме државноста и темелот на нашиот идентитет. Правиме вистински потфат со унапредување на јазикот и зацврстување на македонскиот идентитет. Односот кон јазикот представува детектор кој јасно ги покажува нашите намери и на сите оние што учествуваат во транспарентната постапка за негово изготвување. И на јазикот се кршеа копјата, се водеше политиканство, но покажавме дека јазикот, културата и македонскиот идентитет немаат компромиси, рече министерката за култура. Костадиновска Стојчевска објасни дека со изгласувањето на овој закон добивме нов и современ закон за македонски идентитет и култура, но и закон кој е пример како треба да се изработува еден правен акт кој е од заеднички интерес, а тоа е со широка јавна дискусија и соработка на сите засегнати страни. Таа упати благодарност до сите членови на Советот за македонски јазик, до Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков, до реномираните лингвисти, македонисти, професори кои своето искуство, како што нагласи, својот интелектуален и стручен капацитет го вложија во изработка на овој закон. Министерката за култура се заблагодари на вработените од Министерството за култура и на пратениците, до сите пратенички групи кои со своите забелешки изразија подготвеност амандмански да се учествува во неговата финализација. Со овој закон, меѓу другото, пропишано е задолжително лекторирање на сите материјали со објавување на лектор и задолжително вработување лектори по македонски јазик во сите јавни институции и органи на власта. Со доследната примена на овој закон ќе се пристапи кон вработување лектори по македонски јазик во сите државни институции и агенции, во училиштата, во издавачките куќи, во медиумите и секако дека со тоа ќе се зголеми интересот за студирање на македонскиот јазик. Знаев дека ти си за мене, не може па да не
До основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција ќе биде поднесена кривична пријава против 16 лица кои се сомничат за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, убиства и обиди за убиства. Сите биле членови на меѓународна организирана криминална група која ја предводел ШМ од село Грчец, заедно со починатите ОБ и ЈК, од декември 2019 година до март 2021 година, за што се обезбедени докази. Во овој период групата организирала транспорт на 435 килограми кокаин во земјава од Бразил. Лицата од повеќе државни институции, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи, соработувале со криминалната наркогрупа која веќе е разбиена, соопшти министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Според Спасовски, организираната криминална група била формирана за вршење убиства од одмазда и по порачка од користољубие. Организаторите создавале планови и одлучувале кој, кога и каде да биде лишен од живот, а плановите ги спроведувале лично или преку организираната криминална група. Организираната криминална група делувала на меѓународно ниво, организирала набавка на кокаин од јужноамериканските земји, пренесување до земјите на Европската Унија, а дел бил наменет и за наркопазарот во земјава. Како резултат на активности извршени претреси на 20 локации во Скопје, во село Грчец и други места, 6 од пријавените се лишени од слобода. Дел подолго време престојуваа надвор од земјата, а едно лице е веќе лишено од слобода во Шпанија, истакна Спасовски. Според него при претресите се запленети голема сума на пари, луксузни автомобили и други вредни предмети. Мојта приказна грудка вгради што ми тежи да си олесна. Млади бевме, луди бевме и се сакавме. Вечна љубов тур до гроба си ветувавме. Некој рекол вечна љубов да не ја биде. Клета судба како сабља нас не пресече. Тој
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Što leči tažni duši, mleko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go prvi so pesma, koji tata si go prvi veko. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go prvi so pesma.
Тетовчани имаат на кого да бидат горди. Катица Мишевска, родена во градот Подшара, веќе неколку години гради успешна кариера на светските меридијани. Таа е оперска певица во најголемиот светски оперски центар Италија. Има 26 години и веќе одржа повеќе солистички концерти во Италија отколку во Македонија. Во Италија продолжува да се едуцира на постдипломски студии. На првиот ден од 2024 година настапи во главниот град Рим, за што доби одлични оценки од тамошните рецензенти. Катица е сопран, највисок женски глас. Музиката е дел од нашето секојдневно обкружување, во зависност од тоа, секое дете во семејството ја слуша музиката која ја слушаат возрастните. Во моето семејство секогаш се слушала класична музика и така и јас сум восприемала и запознала и ја засакала, вели Катица. На 6 годишна возраст се запишав во основното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец кај професорот Глигор Кондовски, а подоцна и со професорката Цветанка Кучиновска, одлични музички педагози и професионалци во својата област. По дипломирањето на Факултетот за музичка уметност во Скопје, образованието го продолжила во Италија. Изборот не е случаен, Италија е центарот на операта, во Италија класичната музика е секојдневие, тоа е дел од животот. Се разбира, желбата треба и да се реализира со труд, со способности кои што треба да се покажат за да бидеш примен во еден конзерваториум како што е Државниот конзерваториум Ѓузепе Верди во Торино, Италија. Конзерваториумот дава можности за секојдневни практични вежби, сценски изведувања, а исто така запознавање со многу уметници, колеги и колешки од целиот свет. Од солистичките концерти вели Катица, а тоа се 3 солистички концерти досега, првиот го одржа во Тетово во големата сала на музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец со корепетиторката, пианистка и професорка Анастасија Волчевска. Вториот солистички концерт го одржав во Рим, Италија, во театарот Марчело. Ова е меѓународен фестивал каде што аплицираат млади уметници од целиот свет. Концертот го одржав заедно со врвниот светски пианист Микеланджело Карбонара. По одржаниот солистички концерт во Театро Ди Марчело, град Рим, ме покани да одржам еден концерт во салата Балдини на 1 јануари 2024 година, каде што настапуваат светски реномирани уметници. За мене тоа беше голема чест и радост. Еве што се вели во рецензијата за настапот на Катица Мишевска. Таа е млада сопранистка од Македонија, од првиот момент докажа дека е сила на природата. Незиниот глас е моќен и нежен во исто време, ја исполни целата просторија со топлина која го обзема секој агол. Незините ноти беа како стрели кои навлегуваат во длабочините на душата, предизвикувајќи контрастни емоции и ја водеа публиката кон момент на чиста магија, во која времето се чинеше дека застанува и се што беше важно беше убавината на музиката. Braќa свирачи, срце моје запеј не плачи. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Животот е само еден и без песна не вреден. Пејте сите се до последен. Zapejte rumeno vino nalejte. Ej, da go slušni me, odi od mene.
свирајте, наши песни вие свирете. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Овој живот кратко трае, што не чека кој да знае. Пејте, пејте, весел нека е. Запејте, браќа, запејте, румено вино налејте. Еј, да го слушни ме, оди си, оди од мене. Свирете ми, браќа свирачи, душо моја запеј не жали. Песната е како жена која нема среќа нема, сакам песно да те испеам. Песната е како жена која нема среќа нема, сакам песно да те испеам. Запејте, браќа, запејте, румено вино налејте. Еј, да го слушни ме, оди си, оди од мене. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Општина Ресен во рамките на проектот за јакнување на општинските совети втора фаза, кој го реализираат швајцарската влада, Министерството за локална самоуправа, програмата за развој на Обединетите нации UNDP и партнерските општини, почна со реализација на форуми на заедницата. Четвртата форумска сесија се одржа на 25 јануари годинава во големата сала на општинската зграда во Ресен. Во рамките на предвидените форумски сесии се дискутираше за проблемите кои ја засегаат општината и решенија од кои ќе произлезат проектни идеи и концепти за предлог проекти. Од овие концепти за предлог идеи учесниците на форумот ќе изберат најприоритетната која ќе се аплицира до проектниот фонд,
На последната сесија ќе се даде информација за реализација на избраниот или избраните проекти и препораки. На оваа финална форумска сесија, учесниците имаа можност да ги презентираат предлог проектите кои го поминаа форумскиот процес и за кои сметаат дека се значајни за развојот на локалната заедница во Ресен. Što mi stopува, ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Ti si mi moje jasno sunce, duša što mi stopува. Ti si mi moja sjajna zvezda, pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja ta ljubavi. Našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri po nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Za našta ljubov možat se da zborat i mnogu da ni zavidat, no duri po nas dvata ogna gorat, nema da ne razdelat. Srce mi je polno i dušava
Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, традиционално за младите, приказната Како Маша ги чувала гавранчињата. Ви посакувам пријатен ден. Ги разфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја. Направила таков лом, што немало ногата каде да се стави. Собирај, рекла мајка й. Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. И наредила строго мајка й и ја затворила вратата. Не сакам, не можам, заплакала Маша. Седнала на аголот од тепихот и ги подвиткала колената. Нека си собира сама, мама. Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетала големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: Девојче, девојче, зошто плачеш? Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата, а мама згоре на тоа ми вели: дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, ами е гавранешко гнездо. Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас? Сакам, се израдувала Маша. Колку интересно. Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. Како, а мама? Таа нема да ми дозволи. Нема да дознае, на оној бор живеам. Од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад. Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. Донесе, се зачу шкриплив глас. Да, се насмеала гавранката. Донела, донела! Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. Какви се сите црни и накострешени, се зачудила Маша. Ке започнеш со средување, рекла мајката на гавранката. Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто. Не знам, не сакам, нема да чистам, одговорила Маша. Вратете ме дома кај мајка ми. Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: не те пуштаме, не те пуштаме. А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде. Маша погледнала низ гнездото, ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка ѝ била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. Мамо! Викнала со сета сила Маша. Тука сум! Но борот се нишал и шумел со гранките, така што мајка ѝ ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: нова дадилка, нова дадилка. Да, од сега ќе ни бидеш дадилка, рекла гавранката. Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука. И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. Ура, ура, заедно ќе спиеме. Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. Новата дадилка ќе ви раскажува приказни навечер. Потруди се, и рекла таа на Маша. Не терај ме да те клукам. Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. Како не ви е срам да разфрлате така прасиња едни, им рекла таа на малечките, а тие почнале да паѓаат од смеење. Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха. Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него.
Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак, еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките. Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер, колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа, а мама може да направи се за што ќе се фати. Па тогаш не одолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот може би ќе излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си е работичката пополека, а јас ке се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засокувајќи ги ракавите. Таа се обидувала да направи се како мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснал и бакарниот чајник, засветкале шолјите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижи татара и врескале од зад шкафот. Најди ме, најди ме! Кога им здодеало тоа, почнале да си играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки. Оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, пантолони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да ви е, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да ја помогнат и постојано пееле. Не сакаме, не сакаме, не можеме, не можеме, нема да средуваме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле. Пајакот не се вратил, а Маша си мислела. Како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лилјак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лилјакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плашиме. Лилјакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата. Што сте се разбореле? Спиите,
Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу, Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: а што ако треба да живеам тука за секогаш? Се појавила и месечината, а лилјакот никаде го немало. Нани, нани, бебенце, почнала да пее таа, во шарено кебенце. А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. Само гледа и ти да не заспиеш, биди подготвена. Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. Ти благодарам, пајаку, на сите ќе им раскажам колку си добар. И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лилјак. Маша, каде си? Шепнал лилјакот. Доаѓај. Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. Држи се за моите нозе, и рекол лилјакот. Прикрепувајќи се колку што можела, Маша скокнала во темнината. Летаме! Ги затворила таа очите и само ветрот изсвирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. Ти благодарам, драг лилјаку, го погалила Маша по неговиот мек грб. Да не беше ти, тешко мене. Простувајки се, лилјакот извикал: до гледање, и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка врака. Ах, умна таа, така треба. Маша ја гушнала мајка си и рекла: мамо, од сега се сама ќе правам. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.